Првото што ќе го направиме утринава е да отидеме малку по југоисточно од Скопје и да се видиме, да се чуеме со градоначалникот на општина Струмица, господинот Костадин Костадинов. Господин Костадинов, добро утро. Добро утро, Сашо. Поздрав од Струмица. Костадин, има ли снег во Струмица? Како е таму времето? Овдека почне веќе да паѓа. Па малку почнува да паѓа, али сепак не е страшно. Не е страшно. Уште да го кренеме алармот и секако нема да не изненади снегот, и сме спремни за било каква состојба. Така е. Костадин, сакав да се чуеме утрина, за поразговараме на неколку теми, меѓу другото ја видовме пред некој ден, објавивте веста дека Струмичкиот карневал годинава ќе се одржи. Меѓутоа ќе се одржи од 2 до како беше до 9 март. Од 2 до 9 март. Така е. И годинава сепак го правите малку по-локален. Прославувате 30 години од карневалот, 2 години заради пандемијата немаше карневали, а годинава решивте да биде во македонски рамки, иако ќе имате гостувања од овие што традиционално карневалски групи со кои соработувате со децении наназад. Како очекувате да биде целата таа работа годинава? Да, јас сум навистина оптимист дека иако од локален карактер сепак карневалот достоинствено ќе го одбележиме заедно со организациониот одбор на Струмичкиот карневал. Одлучивме дека не смее да има прекин на континуитетот на таа вековна традиција на Струмичкиот карневал, ако се земе во предвид дека традицијата датира некаде од 1670-та година, колку што и го имаме првиот пишан документ од патописецот турскиот патописец Евлија Челебија. Така да, навистина, овие 2 години пауза на Струмичкиот карневал произведоа демотивација кај одредени традиционални карневалџи овде во Струмица и ова не смееме да го дозволиме. За таа цел и е донесена одлука да сепак се одбележи Струмичкиот карневал. Почнува од 2 март, каде што практично јас како градоначалник го предавам клучот на карневалџиите и Струмица преминува власта односно ја предаваме на карневалските групи на карневалот и тие 8 дена ќе бидат одбележани во духот на карневалот, во духот на песната, во духот на смејата. Од секој се прашувал што правите 8 дена. Мислам, 8 дена навистина е многу долг фестивал. Гледам дека имате настани за деца, гледам дека имате разноразни карневалски содржини, некакво карневалско село правите, предпоставувам, во центарот на Струмица. Мислам, сепак 8 дена се долги. Ваш главната вечер ќе ви биде кој ден на 5 или кога е? Главната вечер е на 5 март, каде што ќе биде поворката, нормално и таа е редуцирана со скратена маршрута. Почнува како што реков на 2 март со предавањето на клучот и влегувањето во тој карневалски мут. Секако тука ќе биде и промоцијата на монографијата на Струмичкиот карневал по повод 30 годишниот јубилеј, каде што ќе се представат и карневалските групи. Буквално се содржи таа монографија за Струмичкиот карневал и завршува на 9 март со одбележувањето на Тримерите. Тримери е посебна приказна за струмичани, навистина произведува емоции кај нас струмичани. Интересно е за слушателите, за гледачите да знаат дека Тримери се одбележува 3 дена. Започнува со армасаните на Струмички, односно верените девојки. Посебно интересен е третиот ден од тримерските одбележувања. Тоа се вика, третиот ден се вика Синии, каде што жените од страна на вереникот одат кај вереницата и пеат еротски песни за да ја спремат вереницата за брачниот живот кој што и предстои. Мислам дека тоа така е традицијата. Така е. Мислам дека тоа ќе биде да вистина забавно да се гледа ако ништо друго. Да ве прашам, вие годинава нормално сите чекаме да видиме што ќе се случи со пандемијава во февруари, но постојат некакви, како да кажем, најави, предикции, предвидувања дека можеби во март веќе ќе бидеме, ако не во платото, можеби дури и после платото на овие бројки пандемиски, така велат експертите дека уште некоја недела ќе биде ова интензивно. Очекувате ли многу посета од другите градови во Македонија? Традиционално се собира многу свет таму. Годинава како ќе биде атмосферата? Сашо, предвидувањата се навистина дека
ќе има намалување на бројките. Ние нормално дека сме должни и веруваме во одлуките на здравствената комисија, во препораките, и за таа цел договорено е навистина протоколите да се почитуваат максимално и ова важи и за настаните на затворено и на настаните кои што ќе се обележуваат на отворено. Нормално дека очекуваме да имаме посетители. Впрочем, и да не го организираме како општина заедно со организациониот одбор карневалот, угостителските објекти во Струмица ќе бидат полни. И овие 2 години кога имавме прекин, сепак струмичани и целата држава, цела Северна Македонија се организираше во духот на Струмичкиот карневал токму во тој период. За таа цел упатувам до сите граѓани, до сите посетители кои што ќе дојдат во овие 8 дена да го посетат Струмичкиот карневал, навистина да ги почитуваат мерките и протоколите за заштита на нивното здравје. Добро, мислам дека прилично го опишавме карневалов и ова се што ќе се случува, може би е навистина прилика таму негде на 5 март барем за главната вечер, за главниот ден, да се отиде до Струмица, да се седне на некоја софра, да се присуствува некоја тримерска синија, ќе видиме како тоа ќе оди. Тоа важи за жените. Она што ми привлече внимание е што деновиве одржавте нешто што во малку, како да кажем, општини функционира. Ви имате нешто што се нарекува Совет за превенција. Во нашите општини инаку малку функционираат оние совети за меѓуетнички односи, тие негдека постојат, негде не постојат формално, меѓутоа ова е многу занемлив совет за превенција. На него седите и вие, седат разни представници од градот и од невладини и од, да кажем, општински, локални и така натаму организации, институции. Што разговаравте годинава на тој совет за превенција, бидејќи темите ви се од тезгите на пазарот до чистотата на градот? Мислам, многу занимливо. Речи се како мал градски парламент, а не е овој вашиот совет на општината. Така е, Сашо. Ние веќе ова последното беше третата седница на советот за локалниот совет за превенција, кој што го свикувам јас како градоначалник и кој што партнери во советот се сите надлежни институции, од сектор за внатрешни работи овде во Струмица до јавно обвинителство, судот во Струмица, сите инспекторати независно, пазаришна инспекција, трудова инспекција, комуналните инспектори во општината. И зошто го правиме ова и зошто секоја последна среда од месецот се состануваме и јас свикувам седницата на локалниот совет за превенција. До сега вообичаено, традиционално низ годините секогаш се провлекува проблемот на надлежностите, како што се поделени тие. И практично советот представува совршена алатка за надминување на таквите проблеми со кои што се соочуваме и разговараме за буквално сите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на Струмица. Сме имале 30 години проблем со диви продавачи на текстил кои што ни се појавуваат на струмичките булевари. Порано знаеме да има и по стотина тезги по булеварите. Јас така, некогаш која ретко ќе сум навратил во Струмица, особено за викенд, овие диви пазарџи, додуше тоа го има и во Скопје, да бидам искрен, на главните пазари има колку сакате. И таму е борбата, ќе ги има, ќе ги нема, па ќе излезат инспекции, па се повлекуваат. Кај вас како да успевате да го посредите тој проблем? Па, еве, во последниот месец, во последните 30 дена, од 100 тезги колку што имавме, не во 30 дена, во овие 80 на дена, од 115 тезги колку што имавме како диви продавачи, има уште 3-4 кои што пружат отпор, каде што на последната седница на Советот за превенција одлучено е малку посериозни чекори да се превземат и да бидат отстранети таквите диви продавачи. Овде интересно е да се каже дека се обидуваме на секој можен начин да не ги казнуваме луѓето по секоја цена. Одиме, разговараме. Дивите продавачи ги покануваме на седници на Советот за превенција да им укажеме на можните последици со кои што можат да се соочат. Им нудиме алтернатива, тоа е во градските пазари, каде што може да резервираат тезги и да си ги продаваат своите производи, нормално за тоа да си платат и даноци, да бидат оданочени и да има бенефит и државата и општината. Не одиме на принципот да казнуваме по секоја цена и тоа навистина ни дава резултат. Овде е навистина задоволство да се констатира и ако разговарате со било кој струмичанец дека после 30 години веќе средуваме еден сериозен проблем. Со тоа им го решаваме проблемот и на граѓаните кои што често и поштено си плаќаат закупнини за своите дуќани, си плаќаат
даноците према и давачките према државата и према општината, да не ги демотивираме да не работат таму каде што работат. Така да тој проблем е решен. Во Струмица ни се бидејќи имам кратко уште една минутка имам, а сакам секако да поминам на уште една тема. Знам дека своевремено општина Струмица не своевремено во последните 2 години прави еден билатерален заеднички проект со општина Ќустендил од другата страна на границата. Тоа е за заштита на културни, историски и така натаму наследства. Сега овие бугарско-македонски односи се особено сензитивни, меѓутоа доаѓаме до фазата каде што ваквите проекти всушност ќе треба да донесат многу поголема смисла и за некакви повисоки политички преговори. Како ви се одвиваат односите со Ќустендил? Или додека се истрошат европските пари трае проектот, а после веќе нема проект? Не, навистина имаме предходеше договорот за добрососедство помеѓу Северна Македонија и Република Бугарија, предходеше со меморандум за соработка помеѓу општина Струмица и Петрич, каде што со тамошниот градоначалник, мојот добар другар Димитар Брчков, подпишавме меморандум јас како ВД градоначалник и тој како градоначалник во 2017. Во однос на трансграничната соработка соработуваме со областа Ќустендил, каде што гравитираат 10 општини и со Благоевградскиот регион, каде што гравитираат 20 општини. Но таква суштинска соработка имаме со општина Петрич, каде што преку таа меѓугранична соработка општина Струмица искористува некаде 1.500.000 евра како општина. Тука секако ја продлабочуваме соработката во делот на културата, во делот на економската соработка помеѓу компании од Бугарија и од Северна Македонија и навистина имаме бенефит. Со општина Петрич соработката е навистина на високо ниво и таа никогаш не прекинала. Така да навистина сметам дека можеби и изворот и суштината на решавање на проблемот помеѓу двете држави не треба да го гледаме исклучиво во извршната власт, односно во владите. Доколку тоа целото го спуштиме на локално ниво и навистина граѓаните почувствуваат и видат каков бенефит имаме од нашите соработки и секако омекнување на односите и на сите такви небулозни изјави кои што излегуваат од граѓани кои што имаат намера да наштетат и на процесот, но да наштетат и на државите и на народите, навистина тоа е непотребно. Затоа сметам дека и текако, ако не целосно решение, но делумно решение треба да се бара на локално ниво. Пример е соработката на општина Струмица со неколку општини од Република Бугарија. И таа соработка и во иднина со сигурност ќе продолжи. Добро, Костадин, благодарам за ова утринско јавување, а последното прашање ми е: се гледате ли со господинот Заев, пиете таму негде кафиот и тој се изгуби од Скопје? Го снема и се повлече во Струмица, не знам дали е во Струмица, што се случува, се движи ли низ градот или е инкогнито? Зоран Заев слободно се движи низ Струмица и секако и да пиеме и кафе, седнуваме и да помладетиме за одредени теми, зошто да не. Сме биле соработници, мене ми е чест што сум бил дел од тимот на Зоран Заев како премиер, секако и како председател на СДСМ, секако тоа пријателство ќе остане и во иднина. Благодарам, Костадин Костадинов, градоначалник на општина Струмица. Еве, да се видиме на 5 март, која ќе биде фестивалот со маските, под маските, маскембалот во... Ве чекам цела екипа од утрински брифинг да дојдете. Многу сме ние, ако дојде веќе да правиме таму таква една гужва што ќе рипне посетеноста на Струмичкиот фестивал. Благодарам, Костадин. Не можам на примери да ве поканам, на карнавалот ве поканам. Благодарам, ќе го пуштиме женскиот дел од екипата. Благодарам уште еднаш. Ова беше Костадин Костадинов, градоначалникот на општина Струмица. Сакавме да провериме до каде се одвиваат подготовките и како ќе биде годинава со рестартирањето на Струмичкиот фестивал, бидејќи како што е познато заради пандемијата тој 2 години паузираше.